Добро вечер. Вторнешно издание на Отворено студио. Се разделивме што туку со Сергеј, тој за утре и јас за вечерва. Поштувани гледачи, веќе ги најавив моите вечерашни гости низ Форшпаните. Никола Поповски доаѓа од Куманово. Тој побара средба со мене, јас му ја возможувам и му посакувам на мојот вечерашен гостин, Никола Поповски од Куманово. Добре дојде. Ви посакувам добар разговор и ви благодарам уште еднаш што одвоите време да дојдете директно од Куманово. Благодарам на вашата покана и што ме возможивте да ги представам своите ставови. Основната работа заради што, само да се подигне малку, така, за да биде малку порамноправен. Поповски. Спасовски, се извинувам. Има една перцепција која ја доби врз основа на вашето писание кон средината на август или јуни август дека не секогаш водиме сметка за банални урбани решенија кои се нужни, а вас ви представуваат потешкотија. Зошто и како? Вака, ајде, јас сум во колица, вака морам да користам колица 2 години. Имам мултиплекс склероза. Како последица од тоа сум вака во ваква состојба и одеднаш се најдов во ситуација да сватам ствари што се случува, пошто не сум јавна личност, не сум многу размислувала така натаму, да сватам колку е во каква лоша ситуација, непотребна, да кажем, малку сме ние од нашата судбина е така на некој начин лоша. Од друга страна, општеството толку да закаже во почитување на работи кои на Запад се препознани како елементарни човекови права, базичен хуман однос кон луѓето. 2 години се обидувам да анимирам новинари преку телевизија, преку весници, меѓутоа нема никаква реакција, вклучувајќи го и мојот град. Спасовски, Куманово е фреквентен град, понекогаш малци и хаотично делува. Како се движите? Имате, например, услови да се качите на тротоар. Тоа е основната ваша преокупација на критиките за урбанистичките решенија. Не само во Куманово, секаде. Значи, во Куманово со зборови, како се вика, нема ни еден спуштен ивичник на рабник на тротоарите, така да ја не можам на многу локации во градот, зборам јавниот простор, на плоштадот не може да отидам. До мојата работа, до мојата канцеларија случајно има спуштени рабници, неко се движам по улиците, коли поминуваат на 10 сантиметри од мене, па шта буде, нек буде. А толку едноставно, тоа е всушност и решение вградено во законските норми при градбата за вакви услови и при јавни објекти, особено кај комуникацијските средини. Со законот за градба успеав да дојдам до него, мои пријатели, градежници, архитекти ми дадоа све. Меѓутоа тоа е напразно. Законот последна верзија, пречистена верзија од 2013 вели дека тоа е обврска законска во законот, во подзаконските акти, во правилници и предвидено таму не вели можеби ако сакаат, него вели мора тоа да се направи, тоа се за улиците, до објектите, во објектите и се децидно наведени кои објекти се, тоа се кафеани, самопослуги, здравствени организации, училишта, кина и така натаму. Меѓутоа, едноставно, просто е несфатливо да еден банален проблем за една банална ситуација толку масовно и толку долго се крши законот. Едноставно нема одговор зашто е така. Јас се обидував, Куманово е мало место. Се знаеме сите, со претходниот градоначелник Зоран Дамјановски разговарав. Неговиот одговор беше немам способен кадар со кого да ги реализирам тие работи. Што за да наредат камења му треба способен кадар, наместо да бидат груби вишњаци да има изделкани како требало проекти, дозволи, одобренија, па велам на власт. Како реагираат повеќето асоциации и издруженија кои на оден начин ги штитат вашите права или обврски? Како се вика, како пукот во празно, како беше како пукот во празно, како едноставно ги игнорира. Дури премиерот Заев беше во август, што беше на посета на Сдруженијето Полио Плюс, едно сдруженијата на луѓето со вакви проблеми, меѓутоа Заев отиде тотално неспремен, зборуваше во фрази, дури некои работи сум апсолутно против,
затоа што не може да каже дека затоа што треба да не чекат предпристапни преговори, па ние треба да бидеме уредени како што е во Европа. Нема смисла. Животот допрва ќе дојде. Спасовски. Животот и сега за нас. Дали во моментот кога седнавте во количката, за вас беше тоа колапс на животот или адаптација на нов живот? Па, малце ставиш раце на очи, ти помине, после сватиш дека тоа е тоа. Освен тоа, сватиш дека да, тоа е го прифатиш тоа затоа што луѓето, околината, непосредната околина воопшто не реагира, тоа е најнормално, пошто всушност ништо не се освен што ми е, нели, онака тешко, функционирам сосема комплетно од сите сфери. Вие сте информатичар? Инженер по информатика и автоматика. И автоматика. Ова што ми носите е продукт на вашата мала компанија, а тоа се компјутерски колена или? Ова е производ на мојата фирма, пишува Мапас Македонија. Добро. Може да го прикажете на... Да, и сега? Тоа е матична плоча, тоа е пандан на матична плоча за индустријски компјутер, што мојата фирма го вградува низ Македонија, по фабриките за машини, програмираме, значи вградуваме компјутери, програмираме машини, роботски раце, со тоа се занимаваме. Уште малку за овој социјален аспект. Тоа значи дека се адаптиравте и во вакви околности на динамиката на социјалниот и работниот век. Фирмите, благодарејќи на мојата референца, никаде каде што одам од како сум во околица и предходно бев лошо, апсолутно никаде не осетив дека фирмите имаат некоја предрасуда дали ќе завршам, довршам и така натаму работат. Апсолутно имаат сосема доверба дека се ќе се биде како што е во комуникациите, во разговорите влевам доверба дека се ќе биде како што треба. Вашата микросредина сосема е јасно дека е на еден начин солидарна со вас и работна. Како реагираат на пример кумановчани и вашите сограѓани кои ќе видат да ве качат на тротоар? Па не ме качуваат на тротоар, едноставно не може, тоа е многу тешко, комплицирано, сега треба да се излажам на стрес да правам представа, гледа како е тешко, па ле, што ли му е, како ли му е. Така, значи, кај нема спуштен тротоар не одам. Ви посакувам таа битка да извојувате, зашто мислам дека се работи за елементарно и лесно изводлива урбанистичка и урбана опрема и дека тоа секој во градот, во градовите, ако има такво чувство за одговорност кон вас, дека тоа треба да го преземе. Во Куманово се зборува дека има 700 луѓе, несфатливо е да јас не може да отидам на плоштад. Не може. Нас не се случува, највеќе сум бесен, например, кога има избори. Они велат дека луѓето во околица ние ќе дојдеме кај нив дома да ги нели, да ние дома да гласаме. Јас можам со колица да отидам на плоштад на некоја локација во центар и да отидам и да гласам сосема како што дојдев додека да студио. Никој нека они да ми кажат дека они ќе ми дојдат преку ден, ја треба да сум во домашен притвор 5 сати додека ги чекам кој знае кога ли ќе дојде. Не, Боже, пак и да ти избори тоа ќе ви се случи. Спасовски, ви благодарам што дојдовте. Бевте многу љубезни. И се надевам дека таа битка ќе ја водите. Јас секогаш ви стојам на располагање како прочем и еден ТВ која има една своја социјална програмска ориентација на сите вакви социјални теми да посветуваме посебно внимание. Тоа е битка во која која може да се добие само со огромен притисок врз извршната власт. Еве тоа го правиме. Ви благодарам многу, среќен пат и враќање кон Куманово. Ви благодарам многу. Тоа беше мојот гостин од Куманово, Спасовски Никола. Поразговаравме за урбанистичките проблеми, а во овој момент мислам дека влегува и Дамјан Манчевски, министерот за информатика. Во овој момент и треба да биде подготвен, јас само да се качам на редовната маса за отворено студио.